Од вечерва па до 17 јуни на плоштад Македонија ќе се одржи 13-тото издание на меѓународниот уличен фестивал Баскерфест. Фестивалот кој под отворено небо нуди бесплатна забава за сите возрасти. Се очекуваат настапи и спектакли на бројни артисти од различни земји – Јапонија, Индија, Аргентина, Франција, Шпанија, Бразил, како и млади македонски музичари и светски баскер бендови. На плоштад Македонија од вечерва до 17 јуни од 19 часот секојдневно ќе не забавуваат баскер артисти од целиот свет кои нудат атракции кои не смеат да се пропуштат. Организаторите велат дека списокот на забавни артисти кои ќе ни донесат радост на Баскерфест е долг. Акробации со помош на огромен хулахоп, акробации со огромен балон, одење по јаже, боречки вештини и жонглирање со моторни пили се само дел од точките кои ќе имаат можност да ги погледнат граѓаните. За оваа година навистина имаме одлични содржини за сите возрасти, како за најмладите, така и за оние повозрастните. Пред се морам тука да го пофалам и уметникот Горан Христов кој е овдека со нас на маса. Тој ќе представи доста интересни интерактивни инсталации на плоштадот. За најмладите ќе има и детска едукативна работилница Киндер парк, едукативен пет корнер за животни, како и неколку интерактивни игри. Во склоп на Баскерфест ќе има интерактивни инсталации поставени на целиот плоштад, како и надпревар за креативни уметници. За фудбалските фанови по повод предстојното светско фудбалско првенство ќе има спортски забавен корнер. Имаме направено мала игротека за деца која ќе биде, вклучува тунел, ќе има тунел на стравот, што е само за деца. Во принцип, мала интересна инсталација, ништо кој што ќе може проаѓаат, се забавуваат внатре, ќе биде осветлено, ќе биде интересно, ќе има звуци внатре. Исто така има кафес поголем од 4 метри, кој што ќе биде наполнет цел со балони внатре, ќе може децата од надвор да го допнуваат со стапчиња, шарени, многу шарени балони ќе има, има закачени гредиени кои што ќе се вртат и така има доста интересни работи за децата, исто така ќе има и накид што јас лично ги изработам, ќе ги изработам лично на лице место ќе го правам за една малку нова техника што можам да кажам на некој начин ја смислив јас. Од Скопје караванот на Баскерфест продолжува и во другите градови низ Македонија, а на 22 јуни повторно доаѓа во Скопје во општина Центар.